Последна клапа на преку езерото. Филмските денови во Дојран вечерва завршуваат со спектакуларно финале на реномираниот и веќе традиционален филмски фестивал. Вечерва меѓународното жири, предводено од минатогодишниот лауреат, грчкиот режисер Христос Пасалис, треба да го објави најдобриот филм во две категории, односно два филма, краткометражен и долгометражен. Во Дојран е колешката Викторија Миткова, која на оваа тема ќе разговара со директорот на фестивалот Јани Бојаджи. Вики, како поминувате во Дојран? Да, Колееве, последна вечер од филмскиот фестивал преку езерото, големото финале вечерва токму тука на брегот на Дојранското езеро. Меѓународното жири, како што напомена и ти, кој што го предводи Христос Пасалис, минатогодишниот победник на преку езерото, ќе го одбере најдобриот филм на Балканот и Медитеранот, а истовремено ќе бидат одбрани најдобар актер, најдобар режисер, но исто така ќе биде доделен и грант на најдобрата приказна, која што беше изработена од група студенти која втора година поред практично работилницата втора година поред ја организира филмскиот фестивал преку езерото. Каква ќе биде вечерашната програма? Дали можеби ќе го слушнеме победникот или најавите на жирито? Разговарам со директорот на филмскиот фестивал преку езерото Јани Бојаджи. Богата програма вечерва, меѓутоа можеби ексклузивно ќе ни откриете нешто што ви напомена жирито. Го имаме ли името на вечерашниот победник? Се разбира дека јас го немам името. Во принцип, јас сум човек кој го штити сопствениот интегритет, внимавајќи на интегритетот на другите луѓе. Стану збори за исклучително реномирани сериозни луѓе од какво што е составено нашето жири и јас воопшто не се мешам во однос на тоа. И јас исто така за кратко, за 2 сати ќе бидам изненаден, односно ќе бидам информиран кој е победник, но во секој случај кој да биде победникот, ова година имавме исклучително внимателно и добро одбрани филмови, така да кој да земе гран при, кој да биде прогласен за најдобар режисер, кој да биде прогласен за најдобар актер или кој филм да земе награда за најдобра музика од Балканот и Медитеранот, нема да има грешка во тоа, сум убеден. Знам дека им беше исклучително тешко на жирито да и тие малку награди кои ние ги доделуваме. Ние сепак сме фестивал кој не сака да доделува многу награди, сака да биде фокусиран на малку, но значени награди. Но оно што можам да го кажам ексклузивно за Алфа е дека знаеме кои се победниците на овогодишната работилница за развој и продукција на студентски и дипломски филм. Да, и ова година ќе финансираме 2 филма, еден студентски и еден дебютантски филм на веќе дипломиран млад македонски филмски режисер и станува збор за една група студенти на факултет за драмски уметности и поранешен студент на Универзитетот Европа Прима. Мене ми е многу драго затоа што уште еднаш покажуваме дека во принцип, освен што сме многу фокусирани сегашноста, ние овде се грижиме за иднината, затоа што иднината се студентите. Нашата идеја е таму да се развиваме понатаму во следните изданија и да овозможиме многу повеќе простор за студентите и младите. Да, со младите студенти, дебитанти работи Александар Русијаков. Тој кажа, преку езерото ја нуди шансата која што ние немавме како млади. Напоменавте веќе дека истиот проект ќе продолжи идните години. Колку е ова од помош за студентите кои што сакаат да се развиваат во филмската дејност? За жал, во моментот преку езерото е единствената платформа каде што младите студенти и дебитанти можат да дојдат до својот прв филм. За жал единствена, во овој момент ние имаме агенција за филм која е тотално незаинтересирана за сопствената иднина. Станува збор за состојба во која агенцијата е зафатена со последниот грабеж, најверојатно, како се като пред заминување да се украде што има да се украде. Ние не можеме и не сакаме да се однесуваме така. Ние сме загрижени за иднината. За жал, имаше некако вакуум од 10 години каде што младите нема шанса никаква
ние нудиме шанса која дури мојата генерација ја немала, но ова е можеби последица на нашата желба да помагаме на младите, да им дадеме простор, но во секој случај има и нешто друго, тоа е развојот на технологијата. Сепак денеска технологијата е многу подостапна и многу полесно можеме да дојдеме до технологија, зборам за високо професионална современа технологија за производство на играни филмови, така да тие две околности заедно на Преко езерото, нашата желба да работиме со млади, да се посветиме на нив, не носат до резултати. Ви посакувам среќа вечерва и благодарност практично до Преко езерото што ги приреди овие филмски денови во Дојрана. Вечерва верувам спектакуларна финална завршница на филмскиот фестивал Преко езерото. Поканата е отворена, почетокот е во 20 часот на амфитеатрот на брегот на Дојранското езеро.